Ниту преспанскиот договор меѓу Македонија и Грција, ниту референдумот за промена на името не ги пишмани македонците од егејскиот дел. Тие засега не одстапуваат од над 10.000 тужби кои ги имаат доставено до судот во Страсбур, а со кои си ги бараат имотите, чија проценета вредност е околу 10 милиарди евра. Ова е ставот на здруженијата кои се дел од петата светска средба на децата бегалци од егејска Македонија. Ангажирани се адвокати, барањата наши се процесуирани, постојат, заверени, а сега адвокатите си терат својата работа. Коста Маргин потекнува од селото Бапчор, кое до темели е изгорено. Сега живее во Мелбурн, Австралија. Пред известно време го посетил Бапчор, но во него вели нема што да се види. Останала само црквата. Мајка ми само тоа му беше од тие две керка на 2,5 години, тоа е многу мачно. И знам кај таму живееме и мајка ми и свекопта тоа го велам и ми е многу жал и напати и плачам мало. Ка плачеше мајка целото време. Дали се вративте повторно во селото? Дали го имате посетител? Го видук, Бапчор го отидук на 13 година, ама само црквата стое и колјето тоа е исторено таму, ама кај ти кажам, ми е за жал тоа. Маргин нема доставено тужба за да си го врати имотот, бидејќи ги нема документите, а Ванчо Хаджи Стојанов, кој потекнува од Рамско, е оптимист по разговорот со тамошниот граначалник. Тоа избегаваме без документи. Све, ако го знаете, за Бапчор не, тоа е едно село што ништо не стое. Дури не знаеш ниту где беше куќа, ниту где беше ништо. Изгорено тоа. Отидов лично до градоначалникот таму и до катастрото. Они ми рекоа до 57 година, после 57 имаме се документација. Пред 57 немаме. А вика тоа што имате, после ако влегнете вика во Европска заедница, се што имате ќе се реши вика тоа сите имовински прашања. Така ми рече градоначалникот, кој беше многу пријатен човек и комшија ми беше. Децата бегалци од егејскиот дел на Македонија денеска имаа средба во штипското село Брест. Ова е убав настан на кој што е убаво да се видиме, да си посакаме убав нареден период во кој што не чекаат исклучителни важни моменти за државата, за Република Македонија и токму затоа општина Штип даде поддршка за организацијата на овој настан. Исто така и знам дека и многу други институции од државата се вклучија во поддршка за организацијата, бидејќи оваа средба, како што сум запознат, е многу важна за оваа категорија, оваа група на граѓани. Петата светска средба на македонците од егејска Македонија завршува утре во Скопје, а македонските здруженија најавија дека прават и нова стратегија по прашањето за имотите, која ќе ја презентираат во септември.